Добар ден, драги ученици, и добродојдовте во денешната е-училница. Јас сум одделенски наставник Катерина Андонова во второ одделение од Основното училиште Страшо Пинџур во општина Карвинци. Денес заедно со вас ќе обработиме наставната содржина, телефон и текстот ало ало, како и драматизација на текстот ало ало. Што вие ќе научите денес на овој час? Кои се целите на часот? Најпрво да се оспособите за разговор преку телефон. Потоа да научите да разликувате текст по улоги, да се оспособувате за разбирливо читање на текст по улоги со почитување на интерпункцијските знаци, потоа да умеете да ја воочите темата и пораката на текстот, кои се главните ликови, настаните и илустрацијата. Стекнатите знаења од овој час да умеете да ги применувате понатаму во секојдневниот живот. На сликата гледате сега представено повеќе илустрации од телефони. На првата слика горе гледате постар домашен телефон, понатаму гледаме друг домашен телефон кој што се користи и денес. На следната слика, можеби некои од вас веќе виделе, тоа е телефонска говорница која што стои во градовите и служи за разговор и комуникација помеѓу луѓето. На наредната слика ги гледаме мобилните телефони, тоа се апарати кои денес ги користиме најчесто сите. Што гледате на следната сликичка? Така, едно девојче како разговара на телефон. Дали вие разговарате на телефон? Да, секако дека разговарате. Со кого најчесто вие разговарате на телефон? Па така, со вашите родители, роднини, пријатели, соседи. А зошто разговарате најчесто по телефон? Така е, за да кажете некоја информација или пак вие да добиете некоја информација. Значи, телефонот зошто ни служи? За да комуницираме со луѓето. На следната сликичка гледаме две дечиња кои што играат една игра, телефонски разговор, можеби некои од вас ја играле, со помош на две пластични чаши и една врвка, тие разговараат или играат игра телефонски разговор. Од овие илустрации што ги видовме, вие треба да научите и да запомните дека телефонот е средство за меѓусебна комуникација помеѓу луѓето. Сите телефони имаат иста цел. Така, тие служат за разговор и со цел да добиеме некаква информација или да соопштиме некаква информација. Телефонскиот разговор не треба да биде долг. Треба да биде краток, да биде јасен, да не трае долго и јасно да се каже намерата заради која телефонираме. Кога разговараме, треба да бидеме културни. Треба да се представиме и да се поздравиме. Сега, заедно со вас, ќе го обработиме текстот ало ало. Значи, насловот на овој текст е ало ало. Отворете ги вашите учебници на страна 156 во учебникот и погледнете оваа илустрација. Што гледате на оваа илустрација? Така, на илустрацијата гледаме две дечиња кои разговараат на домашен телефон. Сега, откако ќе го прочитаме текстот, ќе видиме зошто тие разговараат. Како што може да забележите, овој текст не е обичен, туку е драмски текст. Вие секако дека учевте што е драмски текст, ама да се подсетиме, значи драмски текст беше оној текст или текст по улоги во кој има одреден број на ликови кои разговараат како да се во театар. Овде ги имаме ликовите на Марко, на мајката и на Милан. Значи тоа се овие три ликови кои што во текстот ги гледаме дека се со задебелена и зацрнета боја. Јас сега ќе го прочитам текстот изразно, што значи тоа, дека ќе внимавам на интерпункцијските знаци, а исто и вие. Кога има запирка и точка подзастануваме, кога имаме извичник го повишуваме тонот и кога имаме прашање го поменуваме малку нашиот глас и го малку стишуваме. Ќе започнеме со читање. Ало ало. Милан и Марко се сретнаа во Охрид. На разделба си разменија телефонски броеви и адреси. Милан е од Скопје, а Марко од Струмица. Што вели Марко? Добар ден, овде е Марко Костовски. Може ли да зборувам со Милан? На телефонот
се јавува мајката на Милан. Добар ден, Марко, јас сум мајката на Милан. Марко и вели, како сте, господјо? Се извинувам што ве вознемирувам, но се договоривме со Милан да се слушнеме. Мајката, нема проблем, сега ќе го повикам. Марко ја одговара, ви благодарам, господјо, и пријатен ден. Се јавува Милан. Здраво, другар, ви благодарам што се јави. Како си? Марко му вели, утре доаѓам со мајка ми во Скопје и сакам да се видиме. Милан одговара, договорено. Поздрав до твоите родители. До гледање. Марко му одговара, до гледање, поздрави ги и твоите. Така, се надевам дека ви е јасен текстот. Сега малку ќе поразговараме за текстот. Дали вие разбравте зашто се раскажува во овој драмски текст? Така, во овој драмски текст се раскажува за телефонскиот разговор помеѓу Марко и Милан. Тоа беа две дечиња кои се спријателиле откако се запознале во градот Охрид и таму се размениле телефонски броеви за да го продолжат своето пријателство, бидејќи тие живеат во различни градови. Милан живее во Скопје, а Марко живее во Струмица. Значи, кои ликови ги сретнавме во текстот? Па така е, се разбира, во текстот разговараат или ги сретнавме ликовите на Милан, Марко и мајката на Милан. Зошто Марко му се јавил на Милан? Ајде да видиме. Така, Марко му се јавил на Милан за да му соопшти или да го информира дека тој доаѓа во Скопје со неговата мајка и сака да се видат повторно. А како разговараше Марко со мајката на Милан? Што мислите? Па така е, тој разговараше многу културно и со почит кон неа. Најпрво ја поздрави, се представи кој е тој, се извини што ја вознемирува и пред да разговара со Милан ја поздрави и се заблагодари. Така, од сето ова, што мислите, која е темата за што се раскажува во овој текст? Па така, во овој текст се раскажува како правилно, културно, со меѓусебно почитување да водиме разговор преку телефон. Од сите овие прашања што ги одговоривме, ние можеме да извлечеме пораката од текстот. И секако дека вие сте во право. Така, пораката е културно да се однесуваме додека разговараме на телефон. Со ова дечиња го обработивме текстот. Сега јас ќе ви дадам едно задолжение за домашна работа. Најпрво заедно со член од семејството обидете се да го прочитате овој текст по улоги, да направите една ваша драматизација. А потоа во вашите тетрадки запишете и измислете еден краток разговор по телефон со ваше другарче. Запишете кој разговара, кој што кажал, но внимавајте на убавите зборови. Ви посакувам успешна работа и до гледање до следното видување.